Родителите на ученици од 4 и 5 одделение од основното училиште Кирил и Методи во Македонска Каменица го прекинаа бојкотот на настава до добивање на конечната одлука од Министерството дали на нивните деца ќе им овозможи настава со физичко присуство или не. Преку Советот на родители поднесовме барање за настава со физичко присуство. Очекуваме позитивен одговор од Министерството за образование, а до тогаш нашите деца ќе учат онлайн. Изјави родител на дете во 5 одделение. И покрај ова, дел од родителите се решија на бојкот и денеска компјутерите за онлайн настава не ги вклучија. Денес мал дел само од родителите ги немаат приклучено своите ученици кон дадениот распоред на часови од страна на наставници. Последните случувања во Македонска Каменица беа причина градоначалничката Сонја Стаменкова да упати јавен апел и до родителите и до наставниците. Апелирам до сите засегнати страни, наставници, ученици и родители, активно да се вклучат во надминување на проблемите со цел учениците активно да бидат вклучени во онлайн наставата и надминување на проблемите, за да им се обезбеди на децата непречен образовен процес. Деветолетката во Македонска Каменица беше единственото училиште во источниот регион, каде на првиот училишен ден имаше бојкот на настава, со барање таа да се одвива во училиштето за сите. Големината на објектот е над 11.000 квадрата, дека има доволно санитарни јазли, дека училниците се доволно по големина. Распоред за нив да бидат сместени ученици колку што се нашите класови. Класовите во оваа школа бројат од 12 до 15 деца. Просторните можности на школото се големи, има 3 различни влеза. Училниците се со над 60 метри квадратни површина, сите имаат довод, одвод. И покрај апелите и во најголем дел нормалниот тек на наставата, бојкот и протести во Македонска Каменица може да има повторно. Родителите ги најавуваат доколку одговорот од ресорното министерство биде негативен.